Абе, никој не ќе да ја земе и да ја вдоми. Да беше бетолчанка, сите ќе ја викаат Теута бумеранго, зашто цек да ја враќаат. Разбирам дека таков чесен и способен кадар на ДУИ не смее да остане без висока позиција. Па еве, нека проба талат бе да му ја протне на Зеленски, сега се тие вака, нели? Нека му ја протне за градоначалничка на Одеса. Мислам барем додека Путин не ја освои. Мислам Одеса додека не ја освои, а не Теута. Да се разбереме. Или ако не бива таа работа со функција во странство, нека смислат уште едно министерско место у влада. На толку министри уште еден повеќе или помалку, па тоа не е страшно. Баш како сме да речем не за Теута овде бе. Ќе биде Артан како што ќе каже и точка. А тој ќе најде нешто ко за неа бе. Да направи уште некоја милионче за себе и за партијата. Од нашите пари нормално. Не дај Боже, ако и тоа некако се изјалови. Тогаш останува уште да ја пратиме на Евровизија. А ако и од тамо ја вратат, па нека ја вдоми Анима Мунди. Или чекај ми текна. Евентуално пробајте на Елон Маск да му ја понудите за на некоја вселенска станица или за планетоначалничка на Марс. Вау, како звучи планетоначалничка на Марс. Се има еден проблем, тамо нема тендери, нема вработени по рамковен, нема ни вода, ни живот, исто како во Тетово, што нема голема разлика во Марс и Тетово. Абе, нема ништо! Па Теута малку до душа ќе се досадува, ама па од друга страна функција си е функција. И што е најважно, ние ќе куртулиме. Неубавиот збор, туку 5 милиони евра железни врати отвараат. Тоа го научивме деноиве. Како не лажеле во школа, во каква заблуда сме верувале. Во таа заблуда деновиве не спаси големиот кинески мудрец Орце Камче. Голем мудрец. Мислам, лично го познавам. Штета што е кинес, што не е наш. А неговата филозофија, која што е добра ја познавам, вели вака. Ако си доволно голем апаш и ако украдеш доволно многу милиарди, можеш, галиба, и да не одиш во затвор. Ако имаш 5 милиони евра, да си го откупиш гревот кај властите. Читајте го кинескиот филозоф Орце Камче. Нема да зажалите.